Почитувана министерка за образование и наука Мила Царевска, почитуван декан на Природно-математичкиот факултет професор Александар Скепаровски, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска го посетивме Природно-математичкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи за непосредно да информираме за вчерашната одлука на владата да го освоиме колективниот договор за високо образование и наука. Конечно постигнавме договор. Неколку претходни влади не успеа да го остварат тоа, а ние во последните 2-3 години, низ инклузивна размена на мислење со управите на високообразовните институции и со синдикатите, успеавме да го доведеме до негова завршница. Сега останува уште свечениот чин на потпишување на овој колективен договор меѓу Министерството за образование и наука, јавните високообразовни и научни установи како работодавачи, Синдикатот за образование, наука и култура и другите синдикати, како што е например Независниот академски синдикат. Со колективниот договор е предвидено изголемување на платата на наставниот и на ненаставниот кадар во 2021 година и во 2022 година. Со стабилизацијата на економската ситуација од последиците од пандемијата со COVID-19, ваквата динамика на раст на плати ќе продолжи и до 2025 година и понатаму. Со овој колективен договор за прв пат по 30 години се уредува системот на плати во високо образование и веќе нема никакви неизвестности кога е во прашање трудот на научниот, наставниот и ненаставниот кадар во високото образование. Дополнително, колективниот договор за прв пат ја уредува и основната бруто плата со коефициент на сложеност на работното место во високото образование. Едно од позабележителните постигнувања со овој колективен договор е и уредувањето на исплатата за минат труд, кој во изминатиот 10 годишен период или не се исплаќал, или се исплаќаа со големи тешкоти од страна на високообразовните установи. Тие непријатни искуства сега ќе останат зад нас. Колективниот договор е уште еден придонес за мотивација на научниот, наставниот кадар и за сите останати вработени во високообразовните институции и на доврзување на уште една алка во системот на универзитетското образование, од каде што ги добиваме нашите стручни и високообразовани млади граѓани кои учествуваат во севкупниот развој и прогрес на нашата земја. Благодарам.